Како граѓанин, денеска одека во подрачната единица на Министерството за правда во општина Карпуш дојдов да се потпишем на кандидатурата на професорката Гордана Силјановска Давкова и на тој начин практично да ја изразам мојата недвосмислена поддршка пред се како колега, како граѓанин на Република Македонија и како претседател на најголемата политичка партија во Република Македонија ВМРО-ДПМН. Сведоци сме на секојдневно перманентно кршење на правото и правдината и еден од условите да повторно Македонија заличи на правна држава, на демократска држава, е токму победата на престојните претседателски избори кои што ќе се случат првиот круг на 21 април, вториот круг на 5 мај. Јас сум силно убеден дека ВМРО-ДПМН заедно со професорката Гордана Силјановска Давкова, но и со граѓаните на Република Македонија ќе извојува убедлива победа над она кое што ќе го кандидира деспотот Заев заедно со СДСМ и групата која што е собрана околу него и практично од тој ден започнува враќањето на правото и правдината во Република Македонија. Гледате, имаме една актуелна политичка ситуација каде што правната држава во Македонија функционира по принципот дајте ми човек, ќе креирам обвинение. Тоа се случува изминатите неколку дена. Граѓаните на Република Македонија, ние како политичка партија комплетно ја имаме загубено довербата во правната држава, ја имаме загубена довербата во обвинителството, ја имаме загубено довербата во судството и доколку апелирам од овдека владеачкото мнозинство навистина верува во честитоста на обвинителството и навистина верува во независноста на судството, редно е да го исполни барем едно од ветувањата во нивната изборна програма за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, а тоа е јавен обвинител на предлог на опозицијата. Ја користам оваа прилика да го повикам Зоран Заев и владата на Република Македонија да се охрабрат, да се осмелат и да потврдат навистина дека тоа што го говорат, дека немаат замешателство во одлуките на обвинителството и во одлуките на судството, да го потврдат со тоа што ќе го поддржат предлогот на опозицијата за јавен обвинител. На тој начин ќе покажат уштеднашка дека навистина веруваат во честни, фер и правични претседателски избори кои што следуваат, како што реков, на 21 април и на 5 мај. А јас ја користам оваа прилика овдека од Карпуш да ги повикам граѓаните масовно да се придружат и да го поддржат кандидатот Гордана Силјановска Давкова, да ги повикам на 21 април масовно да излезат и да гласаат за кандидатот Гордана Силјановска Давкова и на тој начин да отпочнеме да отпишуваме заеднички една нова историја за Република Македонија и за граѓаните во Република Македонија. Ајде сите заедно да ја вратиме Република Македонија онаму каде што е местото, да владее правото, повторно да ја поставиме правната држава, повторно да ги вратиме успесите на планот на економијата, а не плячката и криминалот кој што се за жал денеска секојдневие во Република Македонија, да го исчистиме деспотизмот и да си ја вратиме Република Македонија на граѓаните. Првиот чекор, граѓани на Република Македонија, имате шанса и можност да го направите токму на 21 април. Од тогаш почнува падот на деспотот и на онаа мала група која што се уште го поддржува. Време е да заминат на темната страна на историјата.